исклучителен кредит, со кој сакате да решите неколку работи. Многу е битно, ние ще имаме едно искуство со еден таков кредит од 2000 година, но многу е битно што Кочани конкретно ќе реши со тие пари. Колку пари се, на колку години се отплата, колку е грејс период и што ќе реши со тоа? Значи се работи за кредит доделен од германската KfW банка во висина од 800.000 евра, од кои 640.000 евра се кредит за кој се задолжува комуналното предпријатие со гаранција од основачот, Советот на општина Кочани, за кој добивме максимална поддршка. Останатите 160.000 евра се грант од владата на Република Македонија и комуналното јавно предпријатие во изминатата година успешно реализираше 4 проекти. Кочани 1 офаќаше замена на километар и 300 од главниот цевковод кој води од Градовски орман до филтер станицата во должина од 1,3 км. Кочани 2 офаќаше замена на пумпите во комплексот Градовски орман, 3 пумпи, и во препумпната станица исто така 3 пумпи, со кои очекуваме заштеда во потрошувачката на електричната енергија. Кочани 3 офаќаше изградба на зонски мерни места и унапредување на SCADA системот, и Кочани 4 замена на дел од мерните инструменти кај 630 индивидуални потрошувачи и околу 24 потрошувачи од правниот сектор, при што беше заменета и една мална делница на која имавме чести дефекти во должина од 330 метри. Сакам да кажам за условите околу искористувањето на овој кредит. Се работи за исклучително поволни услови. Значи годишната камата изнесуваше 2%, грејс периодот е 10 години, рокот на враќање е 20 години. Значи првата рата доспева во 2021 година и ќе се враќат во 6 месечни ануитети, значи 2 пати во годината ќе се враќа. Беше успешно завршено овие сите проекти. Очекуваме во делот на цевководот да ги намалиме загубите заради тоа што се работи за цевковод кој минува низ оризовите по линија. Тоа прашање, тоа е многу битно прашање за сите. И намалување на трошоците кои имаме за одржување. Да. Само да потенцираме уште една работа која е од поодамнешен период, ама многу е битна за општина Кочани. Исто така со средства од Светската банка општина Кочани се задолжи за 640.000 евра и беа заменити 6,4 км од средната зона на притисок која ги офаќа двете страни од Кочанска река во централното градско подрачје. Значи се вели не е битно колку кредит ќе земете, туку дали одговорно ќе го потрошите за работата за која што ви е потребно. Тоа значи дека Кочани ќе реши доста проблеми со овие пари. Така е. Тоа е многу битно. Штипа има едно искуство со еден кредит земен во 2000 година, кој што и денес е, колку што знам, јавното предпријатие го враќа. Господин Мицевски, како стоиме ние сега на тој план? Па добро, искуството во искористувањето на кредитот оперативно, значи технички беше искористивме ли во најдобар, во релативно добар ред, бидејќи знаете дека со поставувањето на таа линија се решија многу големи горчливи проблеми на Штип и од тогаш рестрикциите станаа многу почести во нашиот град. Меѓутоа во делот на враќањето на обврските кои што ги имаа раководството на јавното предпријатие и на локалната самоуправа во минатиот период, тука затаивме и тука не успеавме да ги изреализираме сите овие врски кои што ги имаме. Во многу наврати говорев дека поради разно социјално-политички ситуации, враќањето, односно поставувањето на цената на водата во нашиот град беше одлагано, иако во самите услови за подигањето на кредитот беа поставени стриктни услови кои што требаше да ги исполни јавното предпријатие и локалната самоуправа. Истото не беше испочитувано од одредени минати раководства како на градот, така и на јавното предпријатие, и ние со 2009-2010 година се соочивме со едни реално големи проблеми. Јас тоа го викам многу пати регулирање на цената на водата, бидејќи навистина беше регулирање на цената на водата за враќање на кредитот кој што ги имавме. Господин Мицевски, само една информација за гостите овде во студиото. Заради тој потек телевизија Стар и Штипски глас ви прогласи за личност на годината во Штип.
Заради таа храброст во едни тешки време да се носат храбри одлуки кои што Значи, одлуката беше донесена на реална база и на сондажа на економските показатели кои што ги дава. Бидејќи ние имавме 77 милиони денари доспеани обврски по основ на 6-месечни ануитети, а не враќани од страна на јавното предпријатие и локалната самоуправа, оценивме дека зголемувањето на цената на водата во тој момент беше единствениот реален начин за да успееме да го враќаме кредитот кој што беше земен и да ја извадиме самата општина од бездната во која што пропаѓаше. И да се покажеме како одговорна општина која е своите области ги... Значи, ние успеавме од 2010 година до денес да вратиме некаде околу 1.300.000 евра, средства огромни, како за локалната самоуправа, така и за јавното предпријатие. Ги намаливме развојните планови во јавното предпријатие и инвестирањето во одредени други работни единици во јавното предпријатие. Сведоци се дека со она што значи застарен возен парк успеваме да го одржуваме квалитетот на собирањето на цврстиот комунален отпад во нашиот град, меѓутоа тоа не е тема за оваа емисија, за тоа ќе разговараме во некоја друга прилика и сметам дека застанавме со јавното предпријатие на здрави нози за да успеваме да ги враќаме обврските по основ на овој кредит, успеваме да ги намалиме обврските кон сите добавувачи кои што ги имаме за 30% од 2010 до денеска и сметам дека јавното предпријатие се движи во правилна насока. Ајде да оставиме нешто за емисијата Гласот на народот кај Тониот и Тони треба Што мисли народот, да. Што мисли на народот? Кога сме веќе сакам да го заокружиме овој процес на кредитирање, кредити, нашите одговорно однесување према потрошувањето на парите. Михаил, во многу разговори со вас сте ми рекли дека ако само за водата ја изградивме Злетовица, нема шанса таа да си ги подмирува сите своји обврски и нема да биде рентабилен објект. Дека е иднината на Злетовица? Така, во право сте, значи, како што рековме, се работи за еден капитален објект, доста скап, и секако дека, и предмалку кажав, дека некаде околу испод 10% практично би се користело од капацитетот на водата што располагаме за пиечка вода. И секако не би било економско оправдан самиот систем. Така да веќе размислуваме, односно се планира да се работи на фаза 2 и фаза 3, односно фаза 2 е да се користи вода за наводнување на 4.000 хектари површини. Од тие 4.000 хектари, 3.000 хектари ќе се наводнуваат во општина Пробишти, 1.000 хектари во општина Кратово. И трета фаза ќе биде искористување на водниот потенцијал за производство на електрична енергија. Со оваа фаза се очекува да се инсталираат 6 мали хидроцентрали со 10 мегавати снага, со производство некаде околу 50 милиони киловат часови или годишно по оваа цена, доколку рачунаме, некаде околу 2,5 милиона евра приход. Така да во тој правец, значи хидросистем Злетовица се изготвуваат физибилити студии кои се веќе завршени. За таа работа одобрени се 1 милион евра грант средства од Европската инвестициона банка и Европската инвестициона банка е спремна да инвестира, односно да даде кредитни средства, поволни кредитни средства за реализација на овие две фази, доколку физибилите студии покажат позитивни резултати. Јас можам да кажам тука еве слободно пред јавноста дека физибилите студии се готови, покажуваат одлични финансиски резултати. Истите физибилите студии се пратени до Европската инвестициона банка на одобрување и во секој момент во најскоро време очекуваме истите да бидат одобрени и јас се надевам дека оваа година можно е да и се одобрат средствата, владата да потпише договор за земање на овој заем. Исто така се работи, значи, за една поголема инвестиција, значи фаза 2 наводнување некаде според овие физибилити студии ќе чини некаде околу 40 милиони евра, додека фаза 3 производство на електрична енергија некаде околу 20 милиона евра. Значи некаде вкупно овие две фази би чиниле околу 60 милиони евра, но секако, како што рековте и вие, тоа би било едно целосно искористување на овој хидросистем. Само што сега да ве прашам, кога разговара со Јуиро и Мазава,
Тој беше тим лидерот на јапонците кој 4 години престојуваше тука во Пробишти. Тој вели дека целиот овој проект има еден голем социјален елемент во себе содржи. Тоа е ова што го зборувате за наводнувањето, за земјоделието, да малку оживее во тие две општини кои што се и така недоволно развиени, нели? Дали и тука некаде се најдуваат овие елементи за кој се носише одлука? Една од главните компоненти на физибилити студијата е социјоекономската состојба на подрачјата каде што истите ќе бидат реализирани. Така да вие на почеток кажете дека Македонија е многу сиромашна со води, а по овој нашиот источниот, североисточниот крај па е стварно ептен, посебно, значи и со врнежи, значи нема врнежи, практично земјоделието и не може да се работи доколку немаме обезбедено сигурна вода. Така да, значи, кој што реков, тоа се работи негде за 4.000 хектари, значи тоа ќе биде еден одличен поттек за земјоделците да инвестираат во земјоделието и секој дека и производството ќе се зголеми на земјоделските производи. Да, и Македонија ќе субституира во електричната енергија 30% сега увезуваме од странство, нели? Барем и тука нешто некој добри на ќе има. Одеме во Виница, господин Игор, дали Виница земаше некои кредити со кои решаваше некои своји потреби, или Виница е најбогата општина во регионот, па не и требат пари? Секако дека општина Виница не е најбогата во регионот и за реализирање на некои, да кажем, капитални проекти кои што се пред се во комуналната сфера, општина Виница мораше да земе кредити. Општина Виница се задолжи кај Светска банка во висина од 800.000 евра и тие средства се беа наменети за неколку проекти. Како најглавен проект од таа позајмица, да кажеме, е изградбата на атмосферската канализација, со што ќе се реши еден огромен проблем кој со години ги тишти нашите жители. А останатите проекти за кои што беше земен кредитот е изградба на улица во ново предвидената индустријска зона и набавката на 2 комунални возила за собирање на смет, која што веќе е реализирана во текот на минатата година. Значи, со атмосферската канализација се планира да се опфатат улиците Браќа Миладинови и Илинденска, кои што всушност се најпроблематични во кога имаме појава на врнежи од дожд. Значи, улицата Браќа Миладинови во такви случаеви цела една лента е под вода, возилата не можат да се движат, луѓето никако и представува огромен проблем на кој што реагира нашите жители, нашите користници, постојано реагира, па така во договор со градоначалник одлучивме еден добар дел од тие средства да ги намениме за таа цел да се направи таа атмосферска канализација. Инаку би сакал да напомнам дека минатата година се реализира еден голем проект во градот Виница, тоа е реконструкцијата на дел од водоводната мрежа. Значи, во минатото во 2002 и 2003 година беше реализирана иста таква реконструкција во должина од 8 км со средства од тогаш од продажбата на Телеком, на Македонски Телеком, а додека оваа година грантот што владата на Република Македонија го додели на сите општини во Република Македонија, половина од средствата ние ги искористивме за реконструкција на градската водоводна мрежа. Значи, реконструкцијата минатата година заврши првата фаза во должина од 4 км, околу 4 км заменети се азбесно-цементните цевки со ново квалитетно полиетиленско црево, додека оваа година се планира и останатите 4 км да се замени, да се реконструира водоводната мрежа во градот Виница. Добро, токму одеме сега на ова прашање. Прашање тоа е големите загуби на вода за кои вие зборувате кога со вас правиме разговори, кога разговарат новинарите. Знам во Штип некаде можеби 50 и повеќе, 60%. И сега малку ми изгледа нелогично целата оваа работа, да ние инсистираме у поголеми капацитети на вода, а половината од водата ја фрламе, ево, така. Прво не знаеме, загубите се од застарена, дотраена водоводна мрежа, и вториот, најголемиот проблем за кој што зборуваат граѓаните се азбестните водоводни цевки, кои што и ние ги имаме и во Штип, ги има веројатно и у Виници, и Кочани, и не знам каде веќе. До каде сме со тоа зло да се
отстрани да се Много смени. често потенцирам дека треба да се прави разлика меѓу термините нефактурирана вода и загуби на вода кои што се јавуваат. Често пати терминолошки ние, па и вие новинарите знаеме да ги помешаме тие работи, инаку по дефиниција загубите на вода се споредуваат со загуби на вода во дистрибутивниот систем, како поради застареност и дефектите кои што се јавуваат, и ова е еден реален проблем кој што го имаме во нашата општина. Корисно употребена вода е втората ставка, или обезбедување на вода за водоснабдителниот систем за испирање на самите филтри, кои што, значи, некаде дневно ние трошиме околу 80 за 24 часа 80 метри кубни за испирање на вода, и третата фаза е употребување за испирање на водоводните линии при одредени дефекти. Сите овие три сегменти прават загуба на вода некаде околу 35%, некаде околу 20% се јавува она несовесно користење на водата од домаќинствата, односно нелегално користење или кражбата на водата, и секако имаме корисно употребена вода, која што ние како јавно предпријатие ја употребуваме. Значи, за жал, оваа вода ја користиме за полевање на одредени зелени површини, за јавната чистота во нашиот град и сите други сегменти. И сега луѓето кои што не слушат, кои што ја слушат оваа дебата, ќе си постават за мене едно логично прашање. Логично ли е да копаме нови бунари, а два бунари да изфрламе вода преко секако загубите? Нели прво да го решаваме ова прашање? Значи, лично, сите можете да одговарате на ова прашање. Лично јас сум поборник за решавање на овие проблеми, за едно побрзо и поефикасно менување на застарените водоводни цевки. Што се однесува за делот што рековте околу азбестните цевки, значи сите ние сме пораснати со тие азбестни цевки, и тие азбестни цевки, додека не дојде нивно механичко кршење, немат никаков проблем врз здравјето на луѓето. Така да замената на азбестно-цевните цевки е добра, од причина што тие се застарени, а не околу делот околу здравјето. Ви има ли тој проблем Корчани? Значи, преска споменатата инвестиција од 640.000 евра во замена на 6 километри од средна зона на притисок беше наменета токму за оваа намена. И сакам да го поддржам колегата Мицевски, не заради безбедност од здравствени причини, туку заради тоа што се работи за стари материјал и кревок материјал. Многу потешко се сервисира, истекувањата и дефектите се поизразени на овие материјали, и ние со тие средства од Светска банка успеавме да реализираме замена на делница од 6,4 км, при што беа заменити тоа во примарната мрежа, беа заменити и приклучоците од секундарната мрежа, и на трошок на комуналното јавно предпријатие Вода од Кочани ги заменивме сите индивидуални приклучици во терцијалната мрежа. Значи, од секундарната мрежа до секој граѓанин во должина од 6,4 км вршевме замена на дотрајаните и застарените материјали. Суштината околу загубите на вода, иста таа ситуација, и тоа е иста приказна и на ниво на Македонија. Значи, сите се бориме со истиот проблем и сите имаме исти проблеми. Водовод Кочани е специфичен заради тоа што има еден цевковод кој поминува по должина на оризовите полиња. Во периодот на вегетацијата на оризовата култура не можеме да интервенираме, и заради континуирана испорака на вода, свесни сме дека губиме околу 150.000 метри кубни заради застареност на делот од главниот потисен цевковод на делница од 5 км. Заради тоа инвестиравме во замена на 1,3 км, и сега дополнителни средства кои ни се на располагање од КФВ банката ќе ги намениме токму за таа намена. И се трудиме да делот од арматурите, од застарените линии повторно ги замениме. И само еден пионерски чекор, да кажам, кој го прави општина Кочани во делот на мерењето и регулирањето на јавната потрошувачка. Со одлука на управниот одбор на комуналното јавно предпријатие, со поддршка на Советот на општина Кочани, утврдивме една символична цена од 10 денари, која општина Кочани ќе ја плаќа од сопствениот буџет за количините потрошени на јавните мерни места, за кои инсталиравме мерни уреди, се работи за
градскиот базен, градскиот стадион, делот од јавните површини кои ги полеваме во летниот период, за градската фонтана, јавните чешми и на сите останати мерни места. Се работи за количина од околу 70.000 метри кубни, која очекуваме дека ќе ја измериме и ќе ја задолжиме, односно ќе ја фактурираме на општина Кочани, затоа очекуваме, како што рече колегата Мицевски, квалитетно потрошената вода да биде субвенционирана од буџетот на општина Кочани. И во исто време да имаме мерење и реално утврдување на потрошените количини. Сега Виница како решава? Во поглед на загубите на вода, јас би сакал да напомнам два моменти. Ние во општина Виница, во јавното претпријатие Солидарност, во поглед на намалување на загубите, преседовме една активност, тоа е копање на бунари за техничка вода. Значи, во рамките на нашиот градски парк ископавме еден бунар и поставивме пумпа, со која пумпа ќе се користи техничка вода, значи не прочистена директно вода која што доаѓа од земјата за полевање на нашиот градски парк, на градскиот стадион и пред се на градскиот базен. Значи, оние недостатоци на вода во летниот период кои што не се јавуваат пред се од наводнување на овие тревнати зелени површини и градскиот базен. За таа цел од оваа година ќе ставиме функција пумпата со што ќе се намали значително да кажем оние загуби на вода, технички загуби ќе се намалат. Во поглед на комерцијалните загуби, јас уште кога додов директор во јавното претпријатие Солидарност, сум на идеја сакаме да воспоставиме секаде во цела Виница да поставиме нови водомери и да поставиме модули за далечиско отчитување. Значи ние сега имаме случај, верувам и во другите градови е така, паушално дека се фактурира на одредени корисници. Значи тоа значи дека тие корисници трошат поголеми количини на вода, а ние им фактурираме помалку. Од овде се појавува разликата од таа нефактурирана вода. И доколку ние поставиме во цела Виница такви водомери со такви модули за далечиско отчитување, тогаш верувам дека комерцијалните загуби ќе се намалат на минимално ниво, ќе се сведат. Мислам дека на тоа се работеше и во Штип. Секако и ние правиме како јавно претпријатие одредени анализи да видиме колку ќе кошта целосна замена на водомерите на нашите корисници. Се работи некаде за околу 12.000 домакинства и околу 3.000 правни лица. Сметам дека со поставувањето во колку успееме да обезбедиме одредени средства за набавка на овие, бидејќи сепак не е тоа некоја ефтина ситуација, меѓутоа со обезбедувањето на овие средства, долгорочно мислам дека ќе успееме да ги намалиме оние загуби на вода кои што ги нарекуваме загуби на вода, односно несовесното користење на вода. Самиот систем, самиот софтвер има одредени сегменти кои што можат да укажуваат во колку бесправно се чепка на самиот мерен инструмент. Сметам дека оваа идеја и ова што го реализираат во Виница, а веќе е реализирано во делот Кочани и се покажува како позитивен тренд, како позитивен ефект, треба и општина Штип да го размислува за наредниот период и мислам дека ова е една од фазите за намалување на тие загуби на вода, кои што во Република Македонија се јавуваат некаде општо на нивоот околу 50-60%, што реално не се толкави загубите во самиот дистрибутивен систем. Јас мислам дека на времето, там 80-те години беше, като на најдобар можен начин го реши големиот проблем, като имаше големи проблеми со водозапиење, но благодарение на Зинго, јас би рекол, като прв град кој што ги снаби сите села и градчето со квалитетна вода. Сега има една таква можност тоа да се случи и со Свети Николе, Лозово и таму има едно 10 поголеми села, на што вие во Слетови мислам и со Свети Николе работите. Можно ли е да се реализира тој проект? Па вака, јас повеќе пати бев кај градоначалникот во Свети Николе, на оваа тема баш и тој ме покануваше да го испитаме техничката можност за едно вакво решение, за да може филтер станицата во Свети Николе да ги снабдева сите села до Лозово, бидејќи цевководот до Лозово веќе е направен и доколку Лозово се одлучи да не прави филтер станица, односно филтер станицата во Свети Николе да се надогради, така да јас и во една прилика на градоначалникот на Лозово, Зоран, му кажав, ти ќе бидеш втор Дзинго. Дзинго успеа во Кратови сите села да ги снабди со вода, а ти ќе бидеш втор, што исто така ќе направиш во Златовица
Свети Никола и сите села кои што гравитацијски може да се снабдат, ќе ги снабдиш. Така да мислам дека на таа тема е разговарано и со градоначалникот на Лозово и на повисоко ниво, така да постои можноста за едно такво решение и мислам дека и ако земеме исто така со карбинци, дека мислам требаше исто така да се направи со штип да се решава тој проблем. Доколку така беше, веќе и карбинци сега од ова година ќе се снабдуваше. Не ми ја земете темата, ова е тема за после да поразговараме, а сега да вториот блок на реклами да го видиме. Како што јаделе баба и дедо, вкусно, здраво и обилно. Чорби, тавче гравче, сарми, а сега и со сервис до вашиот дом. Во најетно и најмакедонската мејана кај нас. За мераклии, мераклиска мејана. Бриони,